Одиме повторно во Кочани. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ е таму и повторно ни ја пренесува атмосферата од Кочани. Ми кажавме дека траорно е низ цела Македонија, особено таму во Кочани. Отворена и книга, за жалост. Застанавме таму каде што објаснуваше дека се потпиша во неја и премиерот Мицкоски, па да повторим уште еднаш што напиша премиерот. Така, Борча продолжува овде потпишувањето во книгата, како што и претходно на почетокот на пресконференцијата на Тошковски кажавме дека и премиерот Мицкоски беше овде во Кочани и тој се потпишал во книгата на жалост, каде што вели дека со голема жалост кажува дека се поклонуваат на починатите со голема почит кон нивните родители. Тоа е она што еве и во моментов слушате и брза помош, што цел ден ја слушаме и само таа ја разбива ова мртва тишина. Многу граѓани бараат помош, кој навистина им е потребно смирување или најчесто сите, како што велат, имаат проблеми со високиот крвен притисок. Борча, да ја слушнеме тука и изјавата на дел од граѓаните. Познавав повеќе од тие млади луѓе, зет од прв братовчет, за керка, деца од комши, овој што е бил за поставување на бината комши, од кумове, деца, нека почиват во мир, нека и даде трпение и Господи помогне на сите што се бореат за својот живот, трпение на родителите, болката нема да мине. Многу е голема, болката е тагата, многу големо. Многу тешко, сине, е многу тешко. Јаке на тие мајки како ќе живеат, како ќе прокарат. Това не е играчка. Најубавите деца, најмладите деца ни го нема. Што да чиниме? Од работа организирано дојдеме сите. Од Виница. А вие сте од Виница. И од Виница има исто. Така, Борча, со нас е професорот Нинат Ѓорѓиев Вржалски. Професоре, додека бевме овде на плоштадот, кажавте дека Кочани не функционира, деновиве училиштата не функционираат. Она што го добиваат учениците, вие професорите сте секој ден во училиштето, добивате психолошка помош, разговори. Како е кога ќе се влезе, професоре, во една училница и на местата каде што седеле овие починати млади луѓе сега се празни, а оние што се таму им починале некои? Многу тешко не само за тие ученици, туку за секој од нас што има изгубено по некој и буквално во секој клас има засегнато од целата оваа трагедија, од овој ужас и само се молиме и се трудиме да помогнеме на оние кои се уште се борат за живот. На секаков начин, лично јас успевам да соберам и донации, да организирам и транспорт и смештај во секоја земја каде што се префрлени. И засега се што можеме да направиме, правиме од овде, а на фамилиите кои изгубија се само да дадеме некоја душевна поддршка и било каква поддршка што е им потребна, за да продолжат некако понатаму, затоа што најлесно е да се откажеме сите, ама така не ни одговара на никого најверојатно. Што е помошта? Што добива? Дали имате доволно персонал? Дали има потреба од плюс психолози во вашата гимназија, во другите училишта? Мислам дека ќе има. Ова ќе остави многу големи трауми врз сите. Мислам дека ќе треба разговор со такви стручни лица, секој од нас, без разлика дали професор или родител или дете, ученик, ќе мора да разговара за да продолжи понатаму, за да се собере сила, колку и да е тешко да се собере сила за да се продолжи. Мораме некако. Ви благодарам. Инаку, Борча, знаеме дека утре се погребите овдека, во 11 часот ќе бидат погребани во Штип, во 12 часот овдека во Кочани, во 13 во Облишево.
И во други градови ќе има погреби. Во Скопје во 10 часот на гробиштата во Бутел ќе биде погребан пејачот Андреј, додека пејачката и професорка Сара ќе почива во мир на гробиштата во Лисиче. И исто така погреби ќе има во Виница, Македонска Каменица, Порубиште и Куманово. Борчето е за сега се одовде, со повеќе информации во наредните вести.